пред вас, со трепет во срцето, ода на она што заедно го создадовме овие 10 години, воедно и посебен юбилеј, 10 години работа, многу труд, визија, идеи и успеси на нашиот едукативен центар. Еду Шампиони е приказна која започнува пред точно 10 години во Прилеп. Тоа е едукативен јазичен центар и центар за дневен престој. Две дејности во едно, на 3 локации во Прилеп, уникатна приказна која сонот го прави достижен за стекнување со знаења преку иновативен пристап, креативни работилници за стекнување на животни навики, вештини и вредности. По повод јубилејот, една деценија од постоењето, разговараме со Благица Чатлеска, професорка по англиски јазик, со долгогодишно на 25 години работно искуство во професијата и многу ми е мило, морам да кажам, дека сме тука во еден од објектите на Еду Шампиони, кој што се наоѓа во близина на две училишта, едно средно и едно основно училиште во Прилеп. Навистина е прекрасно кога се знае дека се работи во вакви работни услови и дека децата кои што ќе престојуваат тука имаат идеални услови за стекнување со знаење, со вештини и животни навики кои остануваат за цел живот. Благодарам што не примивте тука како екипа да поразговараме за се она што вие имате стекнато во однос на Еду Шампиони, како практично искуство и го пренесувате на децата, но секако на задоволство на нивните родители. Честитам за јубилејот најпрво. Благодарам. Добре ни дојдовте. Чест ние што сте мои гости. Сакав да се запознае и пошироката јавност со начинот на работа на Еду Шампиони. Се надевам и сигурна сум дека повеќето од нашите сограѓани имаат слушнато за овој едукативен центар. Тоа е веќе бренд кој што започна уште во 2016 година. Оваа година ни е јубилејна. И се започна како резултат на љубовта кон децата. Воедно и тоа сум јас, наставник, учител. Пред се мораме да имаме мотивни се децата, да бидеме блиску до нив, да ги не само да ги описменуваме, туку и да обрнеме внимание на целокупниот развој на детето, започнувајќи од раната возраст, некаде од 2,5 години, па се до онаа возраст на кога тие стануваат тинејџери, па дури и адолесценти. Така. Во однос на идејата, како се роди идејата, како започнавте, верувам дека од почетокот немаше 3 објекти, туку започнавте во еден. Зошто се одлучивте на овој чекор? Јас како наставник со повеќе годишно искуство по англиски јазик од 1999 година, децата покажуваа многу интерес за изучување на овој јазик и надвор од училишните клупи и размислував повеќе години за да се отпочне со еден центар за странски јазици, меѓутоа во него да се изучува не само англискиот, туку и германскиот јазик. Така се роди идејата, започнавме со еден центар за странски јазици и потоа самата работа не водеше во текот на тој почетен период. Исто почнавме наредните години, 4-та година со дневен престој, за по неколку години со 7 години постоење да започнеме и со група за ран детски развој, односно со отворањето на овој едукативен центар, каде што сме сега, и во тој период го нарековме нова детска приказна, односно сон на секој родител и дете во нашиот град. Она што е интересно и што ве издвојува од останатите е што имате иновативен пристап кога станува збор за едукацијата и за престојот на најмалите дечиња кои што се тука. Значи, нешто што е следење на најновата технологија, би рекла, каде што децата најбрзо се прилагодуваат, но во исто време и креативни работилници кои што значат и социјализација на децата.
Така. Кога го формиравме овој едукативен центар, поточно Центарот за рандетски развој, планирано беше да се обрне внимание на физичкиот развој на детето, затоа и тој дел каде што дечињата можат да се искачуваат, да слегуваат по скали, да се лизгаат, меѓутоа и на креативниот дел, како и едукативниот дел. Значи, овој центар овде се состои од 3 дела, каде што самите наставнички и воспитувачки обрнуваат внимание во различен период од денот да ги едуцираат и развиваат децата во сите овие 3 подрачја. Додека креативните работилници ги одржуваме во сабота или на попладне после завршувањето на групата за ран детски развој, и во нив се става акцент на креативниот развој кај децата, односно поттикнување на фантазијата на самите дечина, како да се развиваат најмногу преку цртежите, преку ликовното изразување кај детето, доаѓа онај инспиративен, односно креативен дел на изразување на самото дете и имаме доста голема посетеност почнувајќи од 3 годишна возраст па до 7 годишна возраст на дечињата. Оно што е важно, бидејќи се работи за доверба, родителите сакаат да знаат сигурно на кого им го оставаат своето дете, во какви услови тоа ќе биде згрижено и на каков начин ќе се работи. Кажете ни нешто повеќе во однос на стручниот кадар кој што работи во овие 3 објекти. Така. Стручниот кадар е тим на искусни професори и воспитувачи кои што имаат долгогодишно искуство во образованието, започнувајќи од странските јазици, германски и англиски јазик. Тројцата наставници кои што доаѓаат се веќе вработени во основните училишта и се хонорарно ангажирани во нашите центри, додека одделенските наставници исто така се хонорарно ангажирани, значи имаат доста искуство во нивниот профил на работа, а со групата за ран детски развој работат 2 наставнички, бидејќи самиот обем на дечиња и самиот обем на работа има потреба од ангажирање на 2 наставнички кои што се надополнуваат во работата и се грижат целосно за развојот на децата, почнувајќи од 8 наутро па се до 16 часот. Меѓутоа, тука сме и да одговориме на барањата на родителите доколку имаме потреба, би можеле да формираме и попладневни групи. До сега таков интерес нема покажано од страна на родителите, меѓутоа доколку се покаже таков интерес, зашто да не се формираат и групи во попладневните часови. Се чини дека најчести посетители се токму оние најмладите, од 2,5 години па натаму, но исто така вие имате и програми кои што се однесуваат на децата од повозрастните години од основното, дури и од средните училишта. Така. Кажете ни нешто повеќе во однос на овие програми и зашто поконкретно станува збор, бидејќи интересот за странските јазици, особено за овие 2, никогаш не спласнува. Така. Па би можела да кажам дека тоа се ученици, меѓутоа имаме и адолесценти, кои што доаѓаат и изразуваат желба за изучување на овие 2 јазици. Посебно адолесцентите се заинтересирани за германскиот јазик, бидејќи самото темпо на живот и ни бара изучување на овој јазик веројатно со желба да имаат понатамошен престој во Германија или во државите каде што се зборува германскиот јазик. Меѓутоа, тука не изостанува и англискиот јазик. Ние сме подготвителен центар за полагање на TOEFL, на сите оние високо признати дипломи надвор од нашата
држава кои што се полагаат во јазичен центар во Скопје. Ние само ги подготвуваме и ги опучуваме. Интересот е доста голем. Имаме ученици кои што навистина започнале да доаѓаат на нивна 6 годишна возраст, а сега се веќе 15-16 години. Имаме неколку такви ученици. Имаме и ученици кои што сега се студенти, делни се и вработени во различни профили низ државата и навистина имаме со што да се гордееме и да се пофалиме. Кога зборуваме за признанијата и она што вие досега го имате направено, она што вреди да се истакне дека добивте вредно признание минатата година, за време од тие 9 години од вашата работа, од една институција која што значи многу на полето на странските јазици. Кажете ни ова признание и признанијата кои што учениците ги добиваат, што за вас значи? Ова признание навистина многу пријатно не изненади и битно е што се препозна нашиот квалитет на ниво на Македонија, не само од градот. Хамилтон, издавачката куќа и академска книга постојат веќе 7 години во нашата држава. Ние ги користиме нивните изданија кои што се доста современи, секоја година ни организираат обуки и семинари. И да се добие признание од таква институција е навистина голема сатисфакција за нас и мотив да продолжиме понатаму, да бидеме поуспешни и покреативни. Еду Шампиони доби награда како најкреативен едукативен центар на ниво на Македонија. И навистина многу ни значи таа награда, не мотивира да продолжуваме и да бидеме посилни понатаму. Меѓутоа и признанијата на родителите, односно нивната повеќе годишна посетеност на нашиот центар, значи дека ние сме на правиот пат, односно на патот кон успехот на дечињата. Можете ли да ми кажете со кои нагледни средства, особено кога станува збор за странските јазици, користите, на кој начин ги користите и што е она што во случајов за учењето на странски јазици може да вие го применувате и може да се примени за да може тој процес да се забрзи? Така. Во изучувањето на странскиот јазик мора да се обрне внимание и на креативниот дел, односно прво да се опипа самиот јазик и суштината на јазикот, а потоа да се влезе во изучувањето на граматичкиот дел, односно ние се стремиме кон усвојување на сите 4 вештини на изучување на јазикот. Бевме меѓу единствените центри кои што имавме започнавме со смарт табла, покрај што ја има во секое основно училиште, нас ни беше составен дел во работата, меѓутоа и доста дидактички помагала и помагала од секојдневниот живот, користиме во изучувањето на јазикот кои навистина ни даваат доста добри резултати кај децата. Исто така ги мотивираме со приредби, завршни приредби, приредби по различни поводи, Денот на мајката, Нова година и секој празник кој што се одбележува во земјата која што го изучуваме овој јазик, се одбележува во рамките на нашите центри. Децата имаат можност да се маскираат или да дојдат поблиску, односно да се запознаат со нивната култура и културата на народите кои што го изучуваат јазикот. Како може да се препознае задоволството во лицата на децата и нивните родители после секој научен збор, после секоја активност која што вие ја правите, какво е она задоволство од фидбекот кој што се добива од нив? Така. Децата учат спонтано,
дури не се свесни дека го користат јазикот, баш најмногу преку игра по малата возраст, меѓутоа и поголемите дечиња учат преку комуникативни вештини или преку слушање на приказни, и кога го употребуваат јазикот без да прават грешки или несвесни, па и најмали грешки, што се нормални за нивна возраст, навистина пофалбите од наша страна кон родителите и кога децата се во можност да го користат надвор од училиштето јазикот и родителите се сведоци на тоа употреба на јазикот, тоа не прави многу среќни и нормално задоволни и самите родители. Дали вие како едукативен центар кој што навистина добива признанија на ниво на Македонија, соработувате со други вакви центри од државата, и што е она ново што може да се очекува во поглед на новите методи за едукација за странски јазици, но и за престој на дечињата од најмала возраст? Секогаш се стремиме кон нешто поново и брзо се развива и технологијата и едукацијата во самата држава и надвор од државата. Ги следиме најновите трендови, имаме доста обуки, посетуваме доста обуки, предизвик ни е обука на ITFL која се одржува во Англија, во самата земја од каде што потекнува англискиот јазик. Би сакале да ја посетиме таа обука која што трае неколку денови и е на светско ниво, доаѓаат професори, едукатори од целиот свет. Минатата година беше во Единбург, оваа година беше во Брајтон и се надеваме нареднава година да бидеме и ние гости на една таква обука, па дел од новитетите да донесиме во нашиот центар и во самиот Центар за ран детски развој. Тоа ни е нешто што би сакале да го воведиме како ново, меѓутоа и би сакале да можат нашите ученици, ние ги подготвуваме, да се зголеми интересот, да го поттикнеме интересот кон полагањето на Кембридж и добивање на Кембридж сертификати. Односно, тие сертификати се од доживотна важност кај децата и кај возрастните и можат да се употребат во различни профили и различни дејности кои што понатаму ќе ги одберат нашите слушатели. Интересно е, некој ќе рече дека децата денеска учат англиски јазик пред да започнат на училиште со оглед на користењето на лаптопи, мобилни телефони и така натаму, но колку е важно тоа да се научи правилно и да се користи правилно, но во исто време да се осознаат одредени сознанија за земјата од каде што доаѓаат тие јазици, за да може да се запознае и културата. Колкаво е тоа значење за децата и секако за нивните родители кои понатаму ќе ги пренесат тие знаења. Така. Најпрво, кога се пројавува интерес за да се формира група со дечиња од 3 годишна возраст, практикуваме дечињата течно да го зборуваат македонскиот јазик, бидејќи без нашиот роден јазик да се зборува, не може да се изучува, да почнеме изучување на втор јазик. Меѓутоа, дали за жал или за среќа, дечињата некогаш почнуваат да зборуваат прво и на англиски јазик со самата екранизација на која што се изложени во текот на нивниот развој. Тоа и самото искуство ми докажало и покажало дека оние дечиња кои што почнуваат од најрана возраст да го користат англискиот јазик пред македонскиот, понатаму интересот со текот на годините им се губи во изучувањето на овој јазик, мислат дека го знаат целосно јазикот и
се опуштаат, така. Меѓутоа, ние сме тука да ги охрабриме дечињата и да одат, бидејќи изучувањето на секој јазик е богатство и да се стремат кон изучување и на друг јазик од, значи, кој да биде јазик без разлика дали е германскиот, шпанскиот, италијанскиот, значи може да придонесе и во развојот на личноста на самото дете, меѓутоа и во самото CV кое детето може да се го збогатува со текот на годините и потоа да бара работа. Бидејќи сега сме на прагот од летото, практично започна летниот распуст, прашање кон крајот на овој разговор, вие работите во текот на училишната година, но дали тоа значи дека летниот распуст важи и за оние кои што го посетуваат курсот, односно трите објекти кои што се во рамките на Еду шампиони? Дали има интерес да се работи и во лето, или пак во Прилеп интересот за тоа го нема? Така. Како едукативен центар, на дечињата им треба распуст на овие дечиња кои што доаѓаат во текот на 9 месеци додека трае и учебната година. Меѓутоа, по завршувањето ние нудевме и летен камп, во кој што има различни активности, опфаќа екскурзии, посета на различни градби, на тениски игралишта, значи секојдневно децата да можат да се развиваат и да научат нешто ново. Исто во склоп на таа летна школа се и креативните работилници. Значи работиме по програма. Интересот не е многу голем за овие летни работилници, додека сме и на идеја да бидат и работилниците исклучиво и на англиски јазик, значи дечињата истовремено да го изучуваат англискиот јазик и да се развиваат на свој начин преку програмата која што ја нуди Еду шампиони. До сега оно што го слушнав за Еду шампиони, мене ми наликува на елитно место. Дали и цените се елитни, односно дали вашите цени за услугите кои што ги нудите се во рамките на можностите на прилепчани и прилепчанки да можат своите деца да ги доверат на Еду шампиони? Можете ли да ни кажете кои се тие програми, по отприлика кои цени и како можат родителите да се прилагодат во рамките на своите можности? Така. При отворањето на едукативниот центар, нормално во дилема бевме при формирањето на цените и гледавме да може да одговара на сечиј джеб во нашиот град, да не бидат превисоки цените, нешто недостижно, туку да биде достижно за секој родител да може да му овозможи на своето дете да биде дел од Еду шампиони. Меѓутоа нудиме и пакети при изучување на двата јазици во нашиот центар. Цената за изучување на еден јазик е 1200 денари до 5-то одделение, после во повисоките одделенија е 1300 до 9-то и 1400 е за средношколци. Доколку посетуваат два јазици, добиваат 10% попуст, а доколку се посетува странски јазик и дневен престој, имаме и такви пакети. Исто така имаме попуст кој што го овозможуваме се со цел да може родителот да си дозволи да биде неговото дете дел од Еду шампиони. Исто и во Центарот за ран детски развој, цените не се многу високи. Гледаме да бидиме во чекор со растот и со економскиот развој во нашиот град. На крајот од разговорот, дали сонот се оствари, се остварува, живее и што како порака можете да го кажете до оние родители кои што се двоумат или не знаат нивното дете каде може да биде со одреден дневен престој или да изучува странски јазици? Мојот сон можам да кажам дека се оствари.
самата една мисла ме водеше дека треба да веруваме во нас и дека успехот се наоѓа од другата страна на стравот. Не треба значи да се плашиме воопшто да започнеме нешто ново кое што ќе навистина ќе биде ново и во нашиот град. Со тек на време работите се легнуваат и полека се осознава брендот кој што се формира, меѓутоа потребен е период на адаптација и за да се биде како што е денес. Би порачала дека треба да веруваат родителите во себе и во нивните деца и да им овозможат најдобра едукација, она што е најдобро, доколку би не препознале нас, ние сме тука за сите дечиња и навистина би сакале ова наше семејство и да биде пошироко и да бидат дел од оваа наша едукативна приказна која веќе трае 10 години во нашиот град. Благодарам за разговорот, се надевам дека ќе има уште многу вакви катчиња низ Прилеп, бидејќи Прилеп заслужува, а и вие заслужувате како стручњак кој што е посветен на изучувањето на странските јазици. Ви благодарам и вас, па да се надеваме дека ова емисија ќе дојде до поголем број на слушатели и гледачи на Радио Пела.